Морам да ја искористам приликава, бидејќи овде има правници, а има и луѓе со еколошка свест, да размислиме дали не треба од комисијата да излезе амандман или амандмани со кои ќе се решат суштинските проблеми на овој закон. Погрешно сте го именувале законот како предлог закон за дивеч и ловство. Ова е закон за политичка распределба на дивечот и за политичко ловство. Не е европски закон, туку е балкански закон и клиентелизмот е насликан внатре. Кога реков дека барам да се размисли за некои членови, еве ќе укажам, бидејќи може да се преформулираат. Членот 17 вели за потребите на науката, наставата, зоолошките градини и природно-научните музеи, како и за одгледувачки цели и за спречување на заразни болести, може да се одобри ловење на дивеч за време на привремена забрана, трајна забрана, за време на ловостој, како и вршење на дејствија на дивечот од членот 14 по претходно одобрение на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Да ве потсетам дека министерот е политичар и можеби воопшто нема да биде упатен во сферата за која што треба да даде одобрение. По мене, ако нема некое тело стручно кое што ќе даде оценка за потребата од, значи, ваква акција, мислам дека ќе завршиме во девастација на животинскиот свет. И дека е тоа политизација. Значи, опасно е некој кој не го познава тоа за што треба да одлучи, затоа што ниту е научник, не мора да биде, ниту е директор на зоолошка, ниту има врска со природно-научен музеј, да има ваква ингеренција. Значи, и мислам дека, како што тоа тело од членот 40 треба да носи стручно засновани одлуки, а нема основ за тоа, и овде постои опасност од политизација и од партизација. Понатаму, уште поабсурден е членот 22, ставот 2, вака вели тој. Значи, забрането е ловење, одлично чување, купопродажба на птици, како и уништување на гнезда, собирање, присвојување и уништување на младенчиња и јајца на птици кои не представуваат дивеч. Одлично. Ставот 2. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ги определува видовите диви птици кои се корисни за земјоделството и шумарството. Па орнитолог ли е министерот, да ве прашам јас вас? Како ќе му дадеме ние на еден министер политичар да определува, значи, видови на диви птици, без да има некое тело кое што тоа ќе го направи? Извинете, ама ова е крајно проблематично решение. Понатамо, во членот 37 ставот, во членот 37 ставот кој што вели дека дивечот во ловиштето се дава на користење на период од 20 години, ако го поврзете со клиентелистичкиот однос, тоа ќе биде подарок на природно богатство, не само што ќе му остане во под наводници наследство и на неговите деца и на нивните внуци. Тоа не е европска пракса. Европската директива и регулатива бара куси рокови и преиспитување на давањето, зошто? За да може да се види дали добро стопанисува. За членот 40 веќе беше кажано, јасно ми е зошто е потребен овој закон, исто како законот за измени на кривичниот законник, пред самите избори да креира клиентелистички однос и нема да се изненадам ако уште веднаш знаеме кои ќе бидат оние
кои што ќе имаат бенефит од овој закон. За жал, жртви на овој закон ќе бидат животните.